Повторно се актуализираше педофилијата како проблем како во земјава, така и во регионот. За кусо време во Македонија два сексуални напади врз малолетници, едниот во Скопје, другиот во Велес, кој полицијата го обелодени денеска. Разговарам со Ангела Маневска, координатор на СОС телефонот од првата амбасада за деца Меѓеши. Маневска, кажете ми каква е состојбата со превенцијата од педофилија во Македонија? Првата детска амбасада во светот постојано апелира да се внимава по тоа прашање, односно да родителите, воспитувачите, наставниците и сите оние кои што се директно вклучени во животите на децата, да научат како да ги препознаат знаците и да створат еден вид на доверба за децата да се чувствуваат заштитено, односно да бидат сигурни дека може да се доверат на нив и дека ќе бидат заштитени од дополнителна виктимизација. И за таа цел имаме неколку водичи кои што помагаат за тоа, односно имаме неколку водичи во кои што се зборува како може да се превенира сексуалната злоупотреба, е наменет за оние кои што се директно вклучени во животите на децата. Како децата да се заштитат од педофилите? Има неколку практични совети кои што, како што кажав, сите оние кои што се вклучени во животите на децата можат да им ги кажат, односно децата да не се залажуваат, односно кога некој ќе им каже да дојдат некаде со нив, дали во стан, дали во некој објект заедно со тоа возрасно лице, децата да бидат на некоја сигурна оддалеченост од нив и да не им приоѓаат, како и ако вистина се најдат во некоја таква ситуација. Има неколку практични совети како можат да се заштитат, односно ако раката им е на нивната уста, малиот прст да го повлечат во спротивна насока и веднаш да бегаат, како и тоа јасно и гласно да им кажат не на потенцијалниот сторител, дека не сакаат да имаат ништо со нив. Кои се показателите во земјава, во пораст ли е педофилијата или во намалување? Во Македонија пред неколку години се заострија казните за овие престапници, внесена е и хемиската кастрација, но таа не е извршена врз ниту еден затвореник, осуденик. Да, измените се случија во февруари 2014 година, каде што се воведе хемиската кастрација како мерка за сексуалните злосторници. Ситуацијата е дека се уште се нема изречено хемиската кастрација како мерка, меѓутоа таа може да биде доброволна и е задолжителна. Задолжителна е за осудениците повратници, односно доколку повторно направат сексуална злоупотреба, тие мора да бидат хемиски кастрирани. Тоа се случува преку една вакцина која што се дава на 1 до 6 месеци додека се тие во затвор. Можеме ли да заклучиме дека примарната заштита, едукација е на семејството и на училиштето? Секако, тоа е главниот заклучок. Најмногу би кажала дека е довербата, односно врската помеѓу родителот и детето. Детето, како што напоменав, мора да се чувствува сигурно дека може да се довери на родителот или на старателот или на некој кој што е близок и при тоа да биде сигурно дека ќе биде понатаму заштитено, дека ќе му биде помогнато и ќе биде заштитено од дополнителна виктимизација. Благодарам за разговорот. Разговаравме со Ангела Маневска за ризиците и заштитата од педофилија.